ексклузивен момент во нашата утринска на Телма денеска или ова утро да се поврземе и буквално да ги пробудиме на некој начин Калина и Невена Нешковски, кои што се од другиот дел на светот во моментов во Америка, од каде што ќе не поздрават, и тоа се всушност дел од ликовите кои што се многу заслужни, зошто викендов одек на македонскиот јазик во култната анимирана серија Симпсонови. Тоа и поводот зошто се дружиме токму со нив. Имаме многу работи заеднички да ви раскажеме, но прво да посакаме, не знам дали да посакаме добро утро, бидејќи утрото за неколку часа веројатно ќе ви стартува. Но ние од Македонија нам ни е веќе утро, така што добро утро до Калина и до Невена. Добро утро. Добро утро и добро вечер. И добро вечер, да, за кого како. Прво да се заблагодариме што навистина во средина од ноќ одвојувате дел од вашето време или од сонот и се поврзувате со нас, се со цел да ја информираме македонската публика. Прво да честитаме навистина за големиот успех, затоа што една од изјавите ваши беше дека навистина чувството беше посебно да се слушне еден од карактерите на Симпсонови да го говори македонскиот јазик и тоа на американска телевизија. Може ли Калина и Невена кој како ќе се поделите, седно оставаме на вас да ни кажете како воопшто се случи ова, би рекла, голема соработка, бидејќи навистина ова е една култна серија со многу сезони и веројатно и вие во вашето детство сте гледале Симпсонови, ние во нашето, значи многу генерации се израснати и навистина со оправдување го носи епитетот култна анимирана серија. Важи, значи ко прво женски стварно ми кажевте со камера ваќе одев во кујна и јас нешто ќе се изготвев истовремено. Да, ние вообичаено сме во кујна тука, но ќе оставиме за друга прилика, за да не ве пробудуваме кога ќе биде рано по сабајле. Да. Важи. Па вака мислам, случајно добив повик од една другарка моја, поранешна колешка од Беркли школото, и ми рече дека, мислам, таа е композитор за Симпсонови, и ми рече дека за време на некој состанок и кажале дека ќе има лик што ќе е македонец и ќе мора да се преведи песната Take Me Out to the Ball Game. Таа песна е многу позната во светот на бейсбол, сите ја познаваат, стара е, не знам, можда од 50-тите. И текнало на мене. Знаеш, таа им рекла демек, знаеш, можам да ја прашам на другаркава што е my Macedonian friend, така им рекла. И таму сите зеле да се смеат. Демек, од каде сега тие, кој знае како го одбрале, мислам, државата како ја одбрале. По Борат, мислам да не споредам сега Борат кој што го одбра Казахстан, ама можда и тие така им текнало. Може би и тие така размислувале. Да, некоја си мала држава. И им рекла, не, стварно имам другарка македонка. И така испадна. Ми ја прати песната што требаше да се преведи. Момичето се вика Кара Талви. И седнавме со Наоми Калина и ја преведивме песната и ја предадовме. И ништо не очекувавме, да ти кажам, мислев само ќе испадни како услуга за другарка, така нешто на брзина да ја преведам. И после неколку месеци, после неколку недели ни пиша дека им требало и превод и за сценариото. И тоа беше крај на претходната година и пред еден месец не контактира исто така за пеење вокали. Невена, кога свати дека ова е навистина реалност, бидејќи како вака ни раскажуваш, веројатно на почеток и ти не го доживуваше можеби толку сериозно, но навистина станува збор за огромен и сериозен проект. Да ви кажам, не знам, јас мислам Калина може ви каже, јас на ништо не се радувам, се дури на крај не е завршено. Додека не дојде конечниот резултат. Ајде, добро, тогаш Калина да ја слушнеме. Да. Јас мислам, ова од почеток беше све насочено кон сестра ми. Јас си мислев дека сестра ми ќе пее, дека сестра ми ќе преведува и бев многу возбудена за незе. И после кога ми кажа дека и мене и на брат ми гласовите ќе ги вклучат, тогаш бев пресреќна.
Зашто навистина ние пораснавме со Симпсонови, ние кога се преселивме во Америка, мислам, тоа бевме во тинеџерски години, Невена беше малку помала, ама да, мислам, ние пораснавме со Симпсонови и ги гледавме секој ден и да бидеш дел од нешто што никогаш не ни помислуваш дека ќе имаш таа шанса да се вклучиш во тоа, мислам, стварно беше, не знам, нешто стварно посебно. Да, култната анимирана серија The Simpsons нема некој кој што не ја знае, веројатно на глобално и на многумина и оние кои што ја следат, но им е омилена. Ова е едно посебно доживување и искуство и се разбира нешто што одекна и кај нас и во Македонија, но и веројатно и до вас стигнуваат и реакциите кои што ги има и од македонците како од тука, така и ширум светот. Дали досега до вас стигна голем број реакции? Какви се најчесто реакциите и како вие реагирате на тоа? Да, значи имаше многу позитивни реакции, мислам, Невена тоа што постира на Facebook, јас постирав на LinkedIn и имаше многу позитивни, ама нормално ќе има и некои луѓе што се навредени, да, некој навреден, ама мислам, знаејќи ги Симпсонови и гледајќи ги со години, знаеме дека тие стално си играат мајтап и дека и ги преувеличуваат работите за со било кого што се зафркаваат. И така, ние, мислам, лично бевме многу среќни, сите околу нас, сите американци, сите пријатели што ни се беа пресреќни. Едно нешто што беше многу интересно, нели, вие напоменавте дека има лик што зборува македонски, ето тој Мол што работи во барот, кажа дека имал македонско потрекло од баба Бранка. Да. И дека зборува македонски. Мислам, тоа е стварно многу интересно да знаеш дека америчка серија што си пораснал, што си ја гледал, има некој од ликовите македонско потрекло. И така, мислам дека најповеќе беше позитивност. Стално ќе има некој што си има своje мислење, ама позитивно беше најповеќе. Тоа е секогаш така или за било што, ние се задржуваме на позитивните и навистина честитки за сето ова. Добро е кога ви имаме во едно вакво наше утринско будење, кај вас како што испоменавме со сите на среден ноќ, но одлична можност да искористиме и да се вратиме малку на назад за нашите гледачи, да потсетиме всушност од кога или колку време сте веќе во Америка, од каде поточно ни се увате во моментот и каде е вашиот брат Наум, кој што веќе неколку пати го споменавме, а кој што е заедно со вас во сето ова. Да, значи, ние кога се преселивме во Америка, се преселивме во 2000-та година и живеевме во Чикаго, потоа Невена отиде на факултет во Бостон, во Беркли, па јас таму се преселив малку живеев, па се врати во Чикаго, па сестра ми се пресели во Лос Анџелес и сега е во Лос Анџелес. А братот наш... Во моментов? Молам? Во моментов... Јас сум во Чикаго. Во Чикаго си ти се уште, да, значи Невена ни е во Лос Анџелес, а Наум? Да, а Наум исто е во Чикаго, ама се срами од камера, затоа не е до тоа, мислам, професор е утре треба да предава. Да, треба да предава, тоа е. Сепак го разбирам и тој момент, бидејќи сепак се ова ноќни часови. Колку е кај вас во моментов часот? Кај мене е 12:30 навечер, после полноќ. Добро, Невена? Да. 10:30 е тука. Добро. Да. Ајде вака, само уште би сакала да споделим особено со Невена, дали имавте некаков удел во креирањето на содржината или едноставно ви беше кажано дека ќе има македонски лик, ќе има нешто што е поврзано со Македонија и тоа е тоа, или можеби побара и од вас, не знам, да пренесете некакви моменти од тоа што тука или каков е животот што тука се живее, какви се нели фразите, репликите и слично. И може ли да ни споделиш, Невена, кој е актерот кој што впрочем го зборува македонскиот јазик, бидејќи ми откри дека всушност најмногу заслужна за сето тоа си ти? Добро, сега да не се правам овдека. Ама кажи го, значи сценариото кој ни го пратија, веќе се беше напишано. Значи ние ништо не беше анимирано, визуелно не знаевме што ќе се дешава.
само сценариото го видовме со делчиња така на македонски обележани, што Добра. требавме да ги преведиме. Ама тие, мислам, смешно беше малце зашто тие самите веќе си ги преведиле, најверојатно со Google Translate, и смешно ни звучи. И ајде од тие пробевме подобри верзии. како се вика? Подобри Извинете? верзии? Да, подобри верзии да направиме. И имаше стварно некои линии кои што требавме неколку пати со нив да се консултираме, зашто ќе им даевме предлог, например, наместо ова можете вака кажите. И ќе ни речеа не, писателите сакаат на англиски вака баш да пиши. И да ви кажам, затоа сега ми текнува, знаете, некогаш кога ќе гледаме некои филмови и ќе има превод и ќе речеш, чекај малце, не е тоа преводот. Да. Аква беше ситуацијава зашто не можевме. Значи, ние за нив работевме. Зато имаше неколку линии кои што успеавме да ги смениме, например, што беше најсмешно, буквално четврток ни пратија линија, ми викаат, Невена, кажи ни во наредниве 2 сати, демек, дали ова линија можеме да искористиме. И пишеше нешто, демек, да ти се мувлоса компирот. Добро. И му викам, можеш, ама знаеш на македонски, со наум зборвевме, демек можда поинтересно би било да е огин да ти го изгори пиперот. Добро. И тоа е нешто, например, така нешто придонесов. Добро, тоа го прифатија, бидејќи тоа одеше, така? Да, и на крај тоа го искористија. И тоа беше најсмешно, си викам, вау, 3 дена пред да се премиерата, уште прават промени. Извини за соработката со актерот, да. Да, значи тој се вика Джейми Диметроу, англичанец е, ама мислам татко му е грк од Кипар. Добре. И сега не знам дали човекот зборви друг јазик или не, ама мислам јас пред време му ги пратив сите вокали и полека исто така слог по слог му ги кажав за да си ги вежба. И веќе ко стаса на тоа Zoom сесијата што имавме, баткава веќе 70%, 80% звучеше ко македонец можда роден во странство. И многу бев импресионирана и само за 1 сат бевме со него на тој Zoom повикот. Беа и сите продуценти од Симпсоните таму, значи не бевме само јас и тој. Тие него му даваја совети за емоција и како треба да кажи линијата, а јас за дали звучи македонски. Правилно или не? Да, и многу, стварно многу бев воодушевена, само комплименти му давав. Ама имаше моменти кај што, мислам, сакаја продуцентите, ајде готово, зашто само за 1 сат го имаја. И ајде демек побрзо им викам, ама чекајте, знаете, ако оставите вака линијата, нема баш да звучи на македонец. И ајде, малце можда, малце претерав, ама сакав. Сакаше да звучи така како што треба. Да, мислам и еве, очигледно супер звучал, зашто некој медиум ме праша дали брат ми бил гласот. Дали тоа е наум. Да. Дали има можност лико да се појави во некоја следна епизода или тоа, како што ни откривте, како функционираат продуцентите на тимот, веројатно може и некогаш во 5 до 12 што се вели по македонски да им текне, па пак да ве побараат. За таква работа, значи не информираја, ама ето како што правевме муабет дека мој дел македонец, ништо чудно да го видиме кај што зборува македонски во некоја друга епизода или македонскиот бейсбол играч да се појави. Едно нешто што ќе кажеме, што повеќе да се ја гледаме оваа епизодата, повеќе ќе гледаат дека има барање за неа, да, дека им е интересно и тоа, ако македонците имаат, например, шанса да го гледаат од места каде што ќе се бројат тие прегледи, а не, например, снимано нешто со телефон, им препорачувам да го гледаат. Ама да, ние подпишавме еден договор каде што се зачленуваме
во еден од синдикатот за уметници, така да можно е Понатака да преку има и тоа нешто. пак да не вработа, да, ама ќе видиме. Така. Ова мислам Ова е само пресреќни еден сме. добар старт, да. Понатака, Да. можат да излезат уште навистина многу убави и успешни проекти. Никаде пред да се одјавиме, мора да го споменеме и моментот со анимираниот серијал Дарко Биберко, кој што така е популарен и тука во Македонија. Го создадовте нели пред неколку години и тоа супер функционира, меѓутоа веќе некако се гледаат веројатно и вие ги стигнуваат до вас барањата дека се очекува нешто ново и веќе по социјалните медиуми кои што вие ги работите, откривате дека се најавува новата епизода. Можеме ли малку да споделиме Невена и Калина за тоа што можат гледачите да очекуваат кога се работи за Дарко Биберко? Да, Невена, можеш ти. Да, мислам имаме нова епизода. Ја нарековме 4-та сезона, ама всушност е една голема епизода. Сакаме да почнеме серијалот баш така да е со подолги, со подолги песни, со лекции и така да се чека. Моментално работам во продукција е 16 минутна епизода со 4 песни, 2 лекции и исто така и како се вика на македонски transitions, нека сцени така измеѓу за да изгледа баш ко на шоу, а не само по една песничка. И да, Калина, ти можеш да кажеш за мислам Да. Моментално исто така работиме и за некои продукти со лицето на Дарко Биберко, за да може да се продава онлайн, така да и тоа исто Тоа се така се новитети. работи. Да. Само ви кажам, пред да не знам дали сега ќе завршиме, ама капи носиме, не мислам, искапени ни се косиве, не е до тоа, туку капи носиме зашто темата на Симпсонс е бейсбол, а овие се бейсбол. Добро, да има символика се. Добро што ни откривте. Да, и се има зашто. Одлично, пред да ви се заблагодариме за тоа што ви имавме ова утро, јас само уште нешто што исто е интересно да го знаеме и оно кое што нели го дискутираме утрова е тоа колку сте далеку и всушност дека сте од Македонија, па прашањето би било кога последен пат бевте во Македонија, колку често доаѓате, дали воопшто тоа е често и кога можеби е следната ваша посета тука поточно доаѓање во Само се својата појави земја. едно предупредување дека можеби наскоро ќе ни истече сесијата. заврши. Накратко. Ако не се исклучи, да. Накратко, добро. Накратко да ви кажам дека бевме минати од август, јас правев свадба во Македонија и така да цела фамилија беше дојдена По тој повод. минатата година во август, да, по тој повод, а иначе јас сега ќе се вратам таму, ќе сум на крај на неделава и ќе сум 2 недели таму. И така. Одлично. А Невена не сме сигурни. Не сега, да, јас Амстердам ќе одам крај на мај, ама нема да Ама стасам Македонија во оваа година веројатно малку потешко. Добро, девојки, ви благодариме многу навистина за одвоеното време, со оглед на тоа што ја споменавме таа временска разлика, веќе нели ни стои знакот дека наскоро ќе ни заврши Zoom состанокот кој што на овој начин го реализиравме. Навистина посакуваме успесите да ги редите и понатаму, а ние како медиум ќе бидеме тука да дадеме поддршката и навистина за вакви важни и убави работи, затоа што навистина македонците ширум светот прават нешто што е добро, мислам голем дел од македонците и навистина е убаво кога можеме да ги пренесуваме овие работи во нашите медиуми. Ви благодариме од срце, добра ноќ, убаво да спиете и да имате убав работен ден кој што ве очекува, се разбира. Да, и можеби во Македонија ќе се видиме во живо, па ќе може на тој начин да продискутираме. Договорено. Со Калина. Договорено.